Една работа е да имате на територија на две општини кризна состојба, а друго е да имате на 3 или на 4. Значи, мојата проценка вчера беше и нивната проценка беше дека е добро да воведуваме кризна состојба како што одредени општини ќе доаѓаат на дневен ред со вирусот. Можно е Скопје да оди во таа насока, се уште не е таму, бидејќи е голем град и објективно оваа бројка што е до сега детектирана за толкова бројка луѓе кои живеат тука и во околината не е алармантна за да мора да се воведе. Тоа само да им објаснам на граѓаните за колкави ресурси станува ако зборуваме за кризна состојба, налик на она што имаме во центар Жупа и во Дебар. Че нема да откриам нека голема државна тајна. Во двете општини, севкупно војска, полиција и здравствени работници и други инспекции, имаме над 350 луѓе. Повторувам, за две општини кои по попис имаат 15.000 луѓе заедно, а прашање дали имаат и 10.000 сега, де факто кои живеат, бидејќи и селенички крај, особено тој дел од државата. Ако се обидеме да го направиме тоа, значи зборувам за стриктно контролирање кој влегува, кој излегува, вклучително и случаите на самоизолација, ако некој тоа не го почитува и тоа мора да се следи од надлежните органи. Денеска попладнево, тоа е добро да го кажеме за вашите гледачи, падна и првата казна за човек кој потпишал, влегол во државата, на граничен премин потпишуваш дека ќе одиш во самоизолација ако доаѓаш од земја со висок или среден ризик, ако тоа не го почитуваш, и денеска мислам дека првата казна изречена од 1000 евра, има и повисоки казни се разбира. Ако на поинаков начин не можеме да ги убедиме луѓето да почитуваат препораки на светска здравствена и на домашни институции и авторитети, тогаш ќе мора да се оди со казнување. Но ако се оди така и во сите други општини, ние објективно во сите 80 општини, тоа е кризна состојба на цела територија, со ова ниво на контрола на влез и излез на границите на општините, да нема заблуда некој. Армијата не е на границите. Армијата е на границите на општините, центар Жупа и Дебар, према другите општини. Ние тоа не можеме физички да го постигнеме. Значи, со комплетно ангажирање на армискиот состав, со комплетно ангажирање на полицискиот состав и на квалификувани, повторувам, квалификувани здравствени работници, ние тоа така не можеме да го направиме. Затоа е добро ако одиме, ако повторувам, одиме кон кризна состојба, да видиме кои други општини евентуално може да бидат покриени со тој статус, инаку на цела територија со овие мерки кои граѓаните ги гледаат секојдневно, последниве денови, во овие две општини на западот од државата, ние тоа реално немаме ресурси да го покриеме.